Светскиот ден на птиците преселници е иницииран во 2006 година и представува глобална кампања за подигнување на свеста за потребата од заштита на птиците преселници и нивните живеалишта. Македонското еколошко друштво секоја година со низа активности го одбележува овој ден и секако потсетува на заканите со кои што се соочуваат птиците преселници и нашиот удел во истите. За значењето на Светскиот ден на птиците преселници, кој што се одбележува секоја втора сабота, односно секој втор викенд во месец мај, а годинава, како што споменав, се одбележува на 14 мај, разговараме со Ненад Петровски од Македонското еколошко друштво. Добро утро и добро не дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро, Никола, благодарам за поканата многу. Светскиот ден на птиците преселници, како што споменав, е глобална иницијатива која што се фокусира токму на птиците преселници и повикува на нивна подобра заштита. Кога е востановено одбележувањето на овој ден и од каде потекна идејата за одбележување на Светскиот ден на птиците преселници? Како што пред малку напомена, овој ден започна да се одбележува од 2006 година. Иницијативата е поставена од страна на Обединетите нации како потреба за подигање на свеста и едукација и истакнување на проблемите со кои што се соочуваат миграторните птици долж прелетните патишта. Првично е воспоставено за се истакнат проблемите со кои што се соочуваат птиците во Европа и Азија, кои што мигрираат према Африка, а потоа се има проширено низ целиот свет, да сега овој празник, овој ден го одбележуваат повеќе од 120 земји во светот. Зошто е важно одбележувањето токму на еден ваков ден? Така. Значи, птиците преселници долж миграторните патишта поминуваат огромни дистанции. Зборуваме со илјадници километри. Честопати поминуваат низ десетици земји, повеќе континенти и така натаму. Тоа е, значи, многу места каде што нешто може да тргне наопаку. Они се соочуваат со огромен број на проблеми и тие проблеми треба да се истакнат и единствен начин како може да се решат овие проблеми е преку интегрален пристап, каде што напор ќе вложат повеќе земји за да може интегрално да се заштити целиот предел каде што тие поминуваат. Македонското еколошко друштво секоја година со низа активности го одбележува Светскиот ден на птиците преселници. Како годинава Македонското еколошко друштво ќе стави фокус на овој ден? Да, годинава имаме еден многу интересен настан во основното училиште Гоце Делчев во Скопје, каде што заедно со организацијата Локомотива организиравме едукацијски ден за децата, каде што ќе зборуваме повеќе за птиците преселници, конкретно за една од најзагрозените птици на Балканот, која што исто така птица преселница, а тоа е египетскиот мршејадец. Они успеа да нацртаат еден многу интересен мурал на школото, така да денеска ќе го откриваме. Исто така ќе имаме едукативни предавања, некои креативни работилници. Децата ќе имаат начин, на некој доста интересен начин да се запознаат со ова глобално загрозена птица. Секоја година Светскиот ден на птиците преселници се одбележува со конкретна тема. Загадувањето од светлина, односно од светло, е тема во фокусот на годинашниот Светски ден посветен на птиците преселници. Се проценува дека вештачката светлина секоја година на глобално ниво се зголемува за 2%. На кој начин истата влијае на видовите птици во светот? Така, 2% може би личи вака малку, меѓутоа кога ќе ставиме дека континуирано се зголемува година за година, тоа е огромна разлика за многу мал период. Загадувањето со светлина и текако влијае на птиците преселници. Конкретно, како што напоменав, нивната миграција е често пати неколку илјади километри. Значи, тие птици мора да се служат со нешто за ориентација. Многу голем број од птиците ги користат небесните тела, кога станува збор за ориентација и нивна помала видливост при загадување со светлина придонесува да они едноставно не можат добро да се ориентираат, талкаат на места каде што не им одговара и угинуваат. Исто така во големите урбани центри каде што има премногу осветлени објекти, тие објекти придонесуваат да они тотално се губат во просторот, им се нарушува биолошкиот часовник, не може да ги распознаваат денот од ноќта, сезоните исто така почнуваат да гнездат, да прават потомство во несоодветни периоди од годината на несоодветни места и тоа придонесува да имаме една континуирана загуба на голем број на видови и популации. За жал, тоест за среќа, тоест зависи кој како гледа, Македонија е земја во развој, каде што кај нас немаме толку големи урбани центри,
Тука е Скопје постојано расте, меѓутоа другите места, поголемиот дел од државата, полека се празни. Така да, јас би рекол дека кај нас постојат други поелементарни закани за птиците преселници, а ово е проблем со кој што се соочуваат птиците во тие поразвиените и поурбанизираните средини како Западна Европа или Америка. Така да, ние кога гледаме да направиме нешто за птиците преселници, сепак оваа закана не ни е на врвот на приоритетот, туку другите закани кои што се поелементарни, поосновни вака и нанесуваат поголема штета, тие се тие кои што гледаме да ги таргетираме. Кога сме веќе кај заканите по птиците преселници, би сакал да го истакнеме и следново. Имено птиците преселници поминуваат и до 14.000 километри низ светот за да се гнездат, а исчезнувањето токму на местата каде што одмарат е една од главните причини за нивно нагло намалување, односно намалување на популацијата, што во одредени случаи број некаде и до 80% од 2000-та година па навамо. Кои се современите закани за птиците преселници денеска и како може да се надминат истите? Да, значи заканите варираат според географската положба. Конкретно кај нас има еден куп закани кои што ги загрозуваат птиците преселници. Тоа е, например, огромен број птици преселници се водни птици. Поголемиот дел на водни заблатени површини во Македонија се веќе исушени одамна. Тие представуваат многу важни коридори каде што птиците ќе застанат, ќе се одморат неколку дена, ќе се нахранат и ќе продолжат по нивниот пат на миграција. Значи, зборуваме за илјадници километри, таа дистанца птици не може да прелетат наеднаш. Туку важни се многу места, зелени оази, водни отворени површини, каде што птиците нема да бидат вознемирени, каде што ќе има доволно храна и така натаму. Такви места има се помалку кај нас. Потоа зборуваме за илегалната трговија со птици, илегалното фаќање со птици, со мрежи, со мамки и така натаму. Тоа и текако придонесува многу за нивното исчезнување. Исто така тука е криволовот, отровните мамки и така натаму. Општото не обрнување доволно внимание на животната средина и заштита на природата влијае многу на нивната миграција. Ајде да ја погледнеме состојбата со птиците преселници кај нас. Според информациите кои што ги споделивте со нас, преку 100 вида конкретно овде го прелетуваат градскиот парк во Скопје. Со каков фонд на птици располага Македонија, барем според оние истражувања кои што вие досега ги имате правено во континуитет, ги имаат ли птиците во Македонија потребните услови за да се гнездат и кои се оние најголеми предизвици кај нас што ги согледувате вие како Македонско еколошко друштво? Значи, ние за толку мала земја сме извонредно богати со орнитофауна. Во Македонија може да се сретнат преку 330 видови на целата територија. Нешто повеќе од половина од тие птици се преселници. И тоа не зборуваме за птици само кои што доаѓаат тука и тука гнездат и се заменуваат потоа за Африка, тука спаѓаат и птици кои што само надлетуваат нашата земја, нели, одмараат, се најдуваат и продолжуваат понатака. Потоа зборуваме за птици кои што поминуваат зимата во Македонија, кои што доаѓаат од посеверните делови на светот, има и такви. Така да, навистина заканите варираат географски и од вид за вид. Меѓутоа, има извонредно многу места каде што може да се сретнат извонредно голем број на видови. Многу е важна нивната заштита, затоа што секој вид на птица си има своја улога во природата и навистина исклучување на една алка од тој синџир, од таа мрежа на исхрана, речиси секојаш доведува до несакани последици кои што се пренесуваат понатака во синџирот на исхрана. Би сакал фокус да ставиме и на египетскиот мршојадец. Видеото кое што ни ги испративте, верувам дека гледачите може да го погледнат во текот на денешниот разговор. Тоа е единствениот преселен вид на мршојадец во Европа, како една од најзагрозените птици на Балкана, со една интересна приказна за неговата преселба и него конкретно го истражувавте. До какви заклучоци дојдовте во врска со него? Да, за египетскиот мршојадец веќе се истражува Македонија од 2004 година. За жал, неговата популација постојано опаѓа. Зборуваме денеска за некои 12 пара во државата, кој што е навистина премалку. Египетскиот мршојадец е птица која што гнезди на Балканот, веќе е истребена од речиси од повеќето земји од Балканот, преостанува само уште во Македонија, Грција, Бугарија и Албанија од Балканскиот полуостров, а се сели во Саб-Сахара, во Сахел зоната, јужно од Сахара.
таа птица навистина се соочува со огромни закани долж преселниот пат и кај нас. Зборуваме за најголемата закана за незе во Македонија представуваат отровните мамки. Тоа колку да е чудно, никој не сака да ги труе овие мршаци, меѓутоа има доста несовесни граѓани или неедуцирани кои што поставуваат отровни мамки со цел да се ослободат од волци, кучиња, скитници, а бидејќи се работи за мршаец кој што јаде мртви животни, многу често оваа птица се труе. Покрај тоа, тука зборуваме и за судари со енергетска инфраструктура несоодветно поставена, деградација на неговите живеалишта, вознемирување константно и така натаму. Се тоа придонесува да ова навистина маркантна птица е веќе на работа од истребување и веќе незините бројки се бројат на прсти. Имаме непроценливо богатство, треба да знаеме само како да го заштитиме. Кога сме веќе кај заштитата на птиците е глобално прашање. Што може да направи секој еден од нас за да придонесе кон заштита на птиците и на нивните живеалишта конкретно? Тука ќе го цитирам мојот наставник, затоа што на едно интервју пред некоја година даде извонреден одговор кој што е совршено точен. Значи, доколку некој сака да ги заштити птиците, прво мора да ги научи. Ние, како што напомена, во парк може да се сретнат повеќе од 100 вида птици. За 99% од нив, обичниот жител нема појма. Значи, прво е да се научат птиците. Јас би препорачал да се набави некој прирачник за птици, некоја книга и да почне да ги учи. Штом ги научи, неминовно ќе ги засака птиците човекот. А штом ги засака, само така ќе може да ги заштити. Затоа што било какви мерки за заштита, без добро подкрепена едукација претходно, не само што може да има ефект, да нема ефект, може да има контраефект. Многу често и тие мерки за заштита од лица кои што не се доволно запознаени во темата имаат и погрешен ефект. Така да научете за природата, сакајте природата и сами ќе ви дојдат одговорите. А токму светскиот ден посветен на птиците преселници може да биде одлична можност да научиме нешто повеќе за птиците, но и да осознаеме како можеме секој еден од нас да придонесе кон нивна заштита и конкретна заштита на нивните живеалишта. Птиците преселници воедно си најдобар показател за здрава планета и функционални екосистеми. Токму затоа би рекол дека заштитата на птиците всушност представува и заштита на нашиот опстанок на планетата. Ненад, благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.